Денес најавив ќе продолжиме да зборуваме за Светиот Дух. Овој пат малку го споменав, го најавив Самсон, да видиме какви се духовни дарови, можат да постојат. Затоа денес ќе ја насловам оваа тема воинствениот дух. До сега имавме животворниот дух, духот Господов, воинствениот дух. Јас би сакал да отвориме за почеток во каде се наоѓа историјатот на Самсон. Книга на Судии, кои глави? Од 13 до 15 глава. Тие три глави, само тие три глави зборуваат за Самсон. И мене лично тоа ми се трите најомилени глави во книгата на Судиите. Значи, ќе почнеме со Судии, 13 глава. Книга на Судиите, 13 глава. Значи, се тоа во контекст на темата, серијата Светиот Дух во Стариот Завет. Судии, 13 глава. Што се случува? На почетокот, кога ќе читаме, како воведот во самата приказна, ни се зборува за тоа како Самсон бил најавен. И тука наоѓаме некои интересни сличности и со Христовото забременување и со најавата за доаѓањето на Јован Крстител. Која е таа сличност? Што е слично меѓу најава, како бил најавен Самсон, значи во утробата на неговата мајка, уште пред да биде зачнат, со Јован Крстител и со Христа. Тоа малку го споменав и минатата сабота. Светиот Дух. Уште кажано е дека ќе биде исполнет со Светиот Дух уште од утробата на својата мајка. Па би сакал тука да ги прочитаме тие воведни зборови во 13 глава. Знаеме дека на мајката и се појави ангел Божи и така натаму, или тука наречен човек Божи, кој што го најавува. И интересно е што уште на неја самата и е кажано на што да внимава. Еве во 4 стих, например, се вели: затоа пази се, не пи вино, овој превод вели, не пи вино и друг алкохолен пијалак и не јади ништо нечисто. На мајката и се кажува. Ова пред да зачне. И сега, зошто се тоа? Зашто ете, ќе зачнеш и ќе родиш син, и брич нема да ја допре главата негова, зашто од самата мајчина утроба тоа младенче ќе биде Назир Божи, вели овој превод, или Назирей по старите преводи, и ќе почне да го спасува Израел од рацете на филистејците. Жената му раскажала на мажот свој. Вели 6 стих. Велејќи, еве човек Божи дојде кај мене, и лицето му беше како лице на ангел Божи. Значи не вообичаена појава. Многу страшно. И јас не го прашав од каде е, а и тој не ми го кажа името свое. И сега му повторуват. Ми рече, ете ке зачнеш и ке родиш син, затоа не пи вино и друг алкохолен пијалак и не јади ништо нечисто,
бидејќи детето од самата мајчина утреба па до смртта своја ќе биде посветено на Бога. Еве таа сличност. Исто се кажува и за Јован Крстител и се разбира за Исуса. Значи и Самсон е најавен како посебен случај, како свет избавител, посветен уште од утробата на својата мајка. И оно што е невообичаено е што, јас го прочитав во Даничич преводот, во српскиот превод пишуваше, не знам дали во другите преводи исто, ќе биде назиреј Божи од утробата на својата мајка па се до смртта, таму пишува. Во преводот на Даничич. Се до смртта. До смртта, значи целиот живот. Нема многу време да објасниме што значило да се биде назиреј. Околу ова постојат, во христијанскиот свет постојат и погрешни толкувања. Например, за да го оправдаат монаштвото, некои православни оци тврделе, тоа што е монаштвото во Новиот Завет, тоа во Стариот Завет било назиреј. Тоа е сосема погрешно, се разбира. Ке беше добро да има назирејство во православието или во католицизмот. Ке беше добро да го има тоа старозаветното. Но за жал, нивното е промашено. Како прво, назиреј не се станувало доживотно. Што не било според Мојсеевиот закон, ако читаме. Туку секој кој сакал еден посебен период да се посвети на Бога, че тој самиот ќе се заветувал колку долг да биде тој период, не морало да биде доживотно. Значи тоа можело да биде една добра, еден вид обука, како во војска, како еден вид дисциплина, еден вид нека биде и аскеза, ама на извесен период. Тоа би било добро, особено за млади луѓе, да имаше такво нешто и на одреден период, па кога ќе заврши тој период, тоа испитување, тоа искуство, подвижување и така натаму се враќаш во нормалниот живот. Меѓутоа тука гледаме дека Самсон, иако бил најавен доживотно да биде назиреј, и тоа уште од почеток, значи нешто посебно, дури и во неговиот случај тоа не значило целибат или никогаш да не биде оженет. Дури и во неговиот случај тоа не значило тоа. Пошто го гледаме тоа, например, како ја започнува, како доаѓа Самсон во врска со филистејците. Например, во 14 глава, вториот стих вели, од првиот стих да почнеме, вели, и отиде Самсон во Тимна, и таму виде мома, вели, да речеме, девојка од филистејските ќерки, тога што ја отиде им јави на татко си и на мајка си и рече, виде во Тимна девојка од филистејските ќерки, земете ми ја за жена. И што му одговараат родителите во таа прилика? Зарем нема, повторно овој превод, зарем нема мома меѓу ќерките на браќата твои и во сиот народ, па одиш да земеш жена од необрезаните филистејци? Како му одговараат? Ама Самсон упорен, не, таа, бидејќи таа ми се свиѓа. Тука, уште од самиот почеток забележуваме дека тоа ќе го кошта, значи, до крајот. Ќе го кошта и очите ќе го коштаат. Со што се забележува конкретно женска убавина или било која убавина? Со очите.
И ова слабост на Самсон, значи не гледаме да е човекот светец од почетокот на својот живот, на својата служба. Не гледаме да е Јован Крстител, например. Немаме таква сличност. Јован живееше како монах, јадеше скакулци, див мед, рогач, поточно. Се едно, чисто вегетаријанска исхрана, веганска. За разлика од Христа, кој што и јадеше и пиеше вино, како што самиот вели, и не беше монах, туку се дружеше со народот, не беше некаде одвоен во пустина, далеко од општеството. Се дружеше дури и со грешниците, делуваше помеѓу нив. Но Самсон, бетер од тоа, Самсон покажува склоности кои што не се карактеристики на посветен човек. Значи, забележуваме една противречност. Најавен е како посветен човек, како нешто свето од утробата на својата мајка, меѓутоа таа светост не ја забележуваме многу во неговиот живот, во однос на карактерот. Но кога зборувавме за Саул исто, во случајот на Саул, Светиот Дух направи огромно чудо, значи еден толку злобен цар, толку расипан, пропаднат, да биде посветен со сила на Светиот Дух. Светиот Дух покажува во неговиот случај дека он би можел секој човек со сила да влезе кај него со сила и да го направи светец. Ама тоа не е целта. Господ не сака така. Ако така, ќе создадеше на почеток роботи без слободна волја. Тоа не е целта. Тоа не е убавината. Но во случајот на Саул тоа го покажува. Ако сакам, можам и тоа да го направам. Светиот Дух може и тоа да го направи. Тоа беше една реченица во она брошурата Вечен Божји закон за 10 заповеди. Тоа е првата адвентистичка книга што ја прочитав во живот, уште 90-та година. Светиот Дух би можел во еден миг сите луѓе да ги претвори во светители или реченица гласеше да ги посвети и да ги препороди да го држат Божиот закон. Меѓутоа со сила, тоа значи без нивната слободна волја. Но он, како во случајот со Саул, тоа може да го направи. Но тоа не е убавината. Господ сака нашата соработка, ја сака нашата слободна волја. Господ сака да му возвратиме на неговата љубов. Затоа, сето оно што го гледаме како слабости на Самсоновиот карактер, само е показател на тоа дека човекот има слободна волја и ако е посветен уште од утробата на својата мајка, и ако е најавен од ангел Божи со посебна мисија, значи дека не значи дека нема слободна волја и дека задолжително ќе биде свет карактер. Не мора да значи. Тоа ни за Христа не морало да значи, ни за Јован Крстител не морало да значи, ни за било кој. Слободната волја останува. И ние треба да се бориме секој дневно да го постигнуваме тоа. Ништо од сето ова нема да се случува автоматски. Самсон со своите слабости покажува дека требал да соработува со Божиот план, за да во се биде безпрекорен, како што и бил најавен. Но, за жал, токму тие органи, очите, на крај му беа извадени не случајно. Бидејќи од очите започна она што представуваше дамка на неговата мисија и на неговата служба. Се разбира, иако вели извештајот дека сето тоа 4 стих во 14 глава, татко му и мајка му не знаеа дека тоа е од Господ, тоа што му се засвигела филистејката, и дека тој бара изговор да им се одмазди на филистејците.
Сепак, факт е дека тоа и било негова лична слабост до крајот на животот. Слава на Бога што Самсон сепак не завршува како Саул, со изгубена душа, што на крај се покајува и дори Господ му дава без очи, со извадени очи и во вериги, да направи последен голем подвиг за онаа мисија за која што бил најавен, да биде избавител на Божиот народ. Што значи имал воена мисија, борбена мисија. И сега интересно, за да се биде успешен во една таква мисија, во воена мисија, потребен е дарот на Светиот Дух. Во Новиот Завет знаеме, за да се бориме против страстите, против гревот, значи не против тело и крв, како што вели апостол Павле, туку против поднебесните духови на злобата, немаме шанси без Светиот Дух, потребен е Светиот Дух. Овде во случајот на Самсон, Господ покажува дека за борба и против телото и крвта, и против непријателски војски, против земски војски, сиот подвиг зависи од Светиот Дух, од Господовиот Дух. Ајде да видиме на почеток, што е заедничко во сите извештаи каде што Самсон прави надприродни и невообичаени подвизи во исполнување на својата мисија. Па, кој е првиот подвиг? Се сеќавате? Првиот Самсонов подвиг. Со лавот, точно. Што читаме? Прво, дај да почнеме од 5-тиот. И отиде Самсон со татко си и мајка си во Тимна, значи не таму, да ја бараат таа девојка, така. И ете еден млад лав, уствари, кога се приближува до лозијата на Тимна, и ете еден млад лав, рикајки, му доаѓаше во пресред. Може да се замислите себе си во една ваква ситуација. Сакате да ви се случи ваква ситуација. Еве да поставиме едно вакво прашање. Како ќе реагираа Христовите ученици при една ваква ситуација? Според она што го знаеме од Евангелијата. Според двајцата бесни, што Борче скоро ги спомена, мислам мијатата сабота, демоно обседнати, и тоа од целата книга Копнеш на вековите. Се сеќам кога првпат ја читав 92 година, во која што година Злате и Данче изгледа исто како сега. Значи, не се остарени, само малку ја офарбал косата малце бело Злате, ништо, никаква друга промена. Тој извештај од Христовата земска служба со двајцата демона обседнати беше еден од највосхитувачките за мене. Оно што најмногу ме восхити е што апостолите, значи, фатија магла да бегаат колку што можат, трчаат и трчаат цело време, додека не престанат да трчаат само тогаш кога забележале една работа. Што забележа? Дека Христос не трча заедно со нив. Дека не бега заедно со нив. Зошто Христос не избегал? Одговорот е очигледен. Зошто Самсон не избегал? Шестиот стих. И сега внимавајте. Малку ќе се задржам на ова чудо. И Духот Господов слезе врз него. Видите, ова е битното.
Значи, не е битното што се случило после. Ова е битното што Господ сака да го научиме од целата оваа приказна. И Духот Господов слезе врз него и тој го раскина лавот како јаре, а во раката негова немаше ништо. Евете, ако читате грчка митологија, Херкул, првиот подвиг на Херкул е како го убил немејскиот лав. Ама како беше, голорак беше Херкул? Не беше голорак. Имаше еден дрвен пендрек во раката. Што е разлика помеѓу митологија и вистина? Кога и едното и другото содржат надприродни елементи. Значи, комуњарот слеп ќе прогласи за митологија се што е надприродно. Според него не може да биде вистина ако е нешто надприродно. Типична мајмунска свест. Иако светот е полн со надприродни феномени, светот е премногу полн, особено 21. век, со окултизам, со спиритизам, со мистерии. Уште ја дете бев во комунистичка Југославија, се збореше за тие мистерии. Необјаснети мистерии, и наставникот во училиште ни зборуваше во 5-то одделение. Мистерии, и самите египетски пирамиди се мистерии. До ден денес необјасневи. Да не зборуваме, светот е полн со надприродни сведоштва, настани, елементи, за да се биде мајмун. Постојат надприродни чуда. Меѓутоа, постои разлика помеѓу вистината и митологијата. Кога станува збор за едното или за другото. Која е разликата? Во случајот на Херкул, Ахил или било кој друг митолошки јунак, на што се должела нивната сила? Конкретно, според самата приказна, според самиот контекст. Значи, кој бил Херкул според митологијата? Што бил, поточно? Бил нешто што не може да се случи, нешто невозможно, како еволуцијата што е невозможно, затоа и еволуцијата е митолошка. Малку ќе кажам повеќе за тоа. Херкул бил син на Зевс со смртна жена. Значи, син на демон и жена од човечкиот вид, од човечкиот род. Дали ова можно? Знаете, ова тема е и ден денес актуелна. Битие 6 глава, рептилијанската теорија, како демоните се парале со жените и се родиле джинови. И сега постои едно многу популарно пророштво кој што се шири по интернет, дека ќе се вратат тие джиновите нефилим во последното време. Па се цитираат Еноховите книги и така натаму во врска со таа тема. И сето тоа има врска со последниот грев, односно со генетскиот инженеринг, со мешањето на видовите. Кога не може природно, луѓето сакаат да вкрстуваат свињи, луѓе, мајмуни и да прават каша попара. Се дрзнуваат, значи, да го расипуваат Божјото создание. Тоа е митологијата. Митологијата тврди дека е можно, секоја митологија тврди, дека е можно сите видови, сите родови да се вкрстуваат меѓу себе, да се парат меѓу себе и да создаваат други варијации. Пример, демони и луѓе во случај. И затоа и еволуцијата е таква, митолошка. Еволуцијата тврди дека сите видови се роднини меѓу себе. Дека сите животни се роднини меѓу себе. Дека е можно да се од
најразлични видови, например, од жабите или рибите, да настанат и слонови со тек на време, само да поминат неколку милиони, стотици милиони години. Или амалгамација. Меѓутоа, тоа не е можно. Еве, јас не сум стручњак на тие теми, меѓутоа повикувам, дали е можно да се спарат два различни вида со различен број на хромозоми и да се роди некој нов вид. Еволуцијата тоа тврди дека е можно, само не веднаш, туку за стотици милиони години. Или за 15 милиони години од себе. Има на National Geographic, слушнав деноиве, се вели, можеби за 15 милиони години ќе настане нов вид. Само е потребно доволно време за да тоа се случи. Ако се со ист број на хромозоми во генот, можно е. Тоа е еден ист вид. Значи, јас не знам, меѓутоа, ако сите лисици, сите кучиња, сите волци имаат ист број на хромозоми, тогаш е можно да потекнуваат од заеднички предок, што биле тој мажјак и женка и други такви, уште еден таков пар во Ноевиот ковчег. Значи, постојат варијации меѓу видовите, ама оно што Библијата го нарекува вид, ако имаат ист број на хромозоми. Дали сите мачки, лавови или нашиот домашни мачки, леопарди и така натаму, дали сите тие се роднини меѓу себе? Ако имаат ист број на хромозоми, можно е. Значи, може да настануваат драстични разлики, варијации меѓу видовите со текот на времето, како што имаме и различни човечки раси. Меѓутоа, во строго определени граници не може да се мешаат драстично различни видови. Добро, меѓутоа магаре, зебра, конј, сето тоа исто така спаѓа во еден вид. Меѓутоа, вкрстиле ли, да речеме, магаре и мачка и да се добие некој нов вид? Дали е тоа можно? Тоа е митологијата. Затоа еволуцијата е митолошка наука. И грчката митологија почнува со овие зборови. Во почетокот беше хаос. А потоа настана земјата. Како настана, не кажу. Исто како еволуцијата. Пред 3 милиони години се појавил човеколикиот мајмун. Како на сцена се појавил. Или пред 300 милиони години се појавиле диносаврусите, а исчезнале пред 65. Се појавил на сцената и исчезнал на сцената. Многу митолошки. Звучи митолошки. Како гласи вистината? Или митот за Ахил. Зошто Ахил бил ранлив само во петата, знаете? Би кога бил бебе, мајка му го потопила во некоја света вода, само по себе, што дава бесмртност. А за да го потопи, морала да го држи за нешто, па решила да го држи за ноџињата, за петите. Го потопила и затоа, кога излегол од Ахил од водата, кога го крстила на тој начин, под наводници, во таква вода, тој бил неранлив на секој дел од телото, освен на оној дел кој што не се намокрил, односно во петиците. Повторно, според митологијата, на што се должи надприродната сила на овој или оној јунак, се должи на материјата. Значи, или вкрстување на видови што не можат природно да се вкрстуваат, демони и луѓе во случаев, или постојање на некакви свети води кои што сами по себе се свети и посебни. Друго е ако светиот дух посветува. Значи, постои свет. Постојат посветени материи. И во Библијата читаме свето масло, посветување на лебот и виното во присвета вечера. Може да се посветува материјата ако Господ ја посвети. Но не постојат сами по себе свети материи. Течности или тврди тела, или свети земји, или свети градби. Ова сала нарекуваме свето место. Зошто?
била посветена за богослужение. Светиот Дух посветува. Без Светиот Дух сами по себе не постојат свети работи. Самсоновиот подвиг се должи на Духот Господов. И Духот Господов слезе врз него. Подоцна, да не читаме, на враќање Самсон видел како од утробата на растргнатиот лав направиле мед таму, пчелите, па потоа тоа го искористил како загадка кај филистејците, се обкладил за 30 кошули, значи 30 облеки, па заради својата слабост, што ја споменавме, кон филистејските жени, на крај морал, ја натерале нејзините да ја одгатне она, да го одгатне она решението на загадката, па ете, тој од слабост попуштил, кажал, да не ги читаме сега сите тие лигавења, но оно што посебно исто така ме восхити следно, кога првпат ги читав овие работи. На кој начин сега, бидејќи Самсон ја загубил обкладата заради својата слабост кон филистејката, па и ја кажал загадката, решението, па она го предала тоа на филистејците, го раскажала на нив. Сега како Самсон, на кој начин Самсон треба да го плати долгот од 30 облеки кон филистејците повторно, бидејќи ја загубила обкладата заради филистејката. 19 стих од 14 глава. Кои се првите зборови? И Духот Господов слезе врз него. Истото. И што? И тој отиде во Ашкелон, каде што уби 30 мажи. Зошто како ги убил сам 30 мажи? Заради Светиот Дух. Видите, Светиот Дух бил даван како духовен дар. Во случајот на Саул видовме пророчки дар. Како другите пророци во Самуиловата школа. Светиот Дух е духовен дар, може да ти даде духовен дар да убиваш луѓе. Не само во тоа време, со тогашни средства на војување, може би ќе си помислиме полесно. Ако сака Светиот Дух, тебе еден ќе ти даде сила да ја испотепаш целата војска на НАТО пактот. Ќе направи нивните копчиња на компјутерите, на нивните осигурачи на оружјето, на ракетите да не работи, да не функционира. Ниту еден куршум испукан врз тебе да не те погоди, да те промашува или воопшто да не излета од цевката на оружјето. Може тоа да го направи Светиот Дух? Може и многу полесно од тоа. Се сеќавате во големата борба, постои случај каде што на Мартин Лутер му пристапува еден човек што имал намера да го убие со скриен пиштол во джебот, да речеме, или под наметката, велели на вајд. Меѓутоа, како во некој филм малку заличува, пред да го убие, да го извади пиштолот и да пука, интересно е што би се случило ако го извадил пиштолот и веднаш да пукал. Многу интересно што би се случило. Не ни е тоа дозволено да го знаеме. Како тогаш Господ би реагирал. Меѓутоа, овој решил да го праша Мартин Лутер, прво решил малку да се поигра со него. Значи сега, несудениот атентатор прво му пристапува и го поставува прашање, ти не се плашиш. Како не се плашиш вака да шеташ без обезбедување? Сам може да те убие. Уште толку многу непријатели. Што те мразат на чело со римскиот папа. Мартин Лутер дава одговор, цитира еден библиски стих. Мислам беше од псалмите, да не се лажа. Господ ми е прибежиште и сила. Што може да ми направи човек? Мартин Лутер не се брани со панцир, не се брани со некоја кинеска боречка вештина или на специјалци, некоја обука, не се брани со штит или со не знам што, се одбранил со Божјата реч, замислите.
Дори не ни знаел дека човекот има пиштол под облеката и сака дека тој планирал да го убие. И се сеќавате што е случило? Кога ги кажал ги цитирал овие зборови од Библијата? Несудениот атентатор го обзело страф од овие зборови и не се ни осмелил да го извади пиштолот и да пука и едноставно се забил. Ете на кој начин, ако сака, Господ може да те одбрани. Значи, не постои никаква технологија во било кое време да се случува нешто. Ако сака, ако е Духот Господов на тебе, можеш да ги испотепаш сите војски на овој свет. Ти сам или сама. Ако сака Господ. Ако е тоа потребно. Меѓутоа живееме во Новиот Завет, каде што Господ покажува многу поголема слава од старозаветните подвизи на тепање безбожници. На тој начин што ги обраќа, што ги посветува, што ги оправдува, што ги спасува неговите непријатели. Тоа е многу поголема слава. Денес нам не ни е потребно да тепаме некого. Ни непријателската власт што постои, Господ не сака да тепаме луѓе. Нашата војна не е со крв и тело, дори со оние кои што ќе ве гонат, со оние кои што ќе ви забранат да купувате и да продавате. Меѓу другото и тоа беше зашто на рака, бидејќи раката е и символ на работа, а работата потекнува од раб, зборот роб. Робовите се жигосувале на рака. И бидејќи саботата е денот за одмор, оние што ќе изберат да работат по заповед на зверот, тие го примаат живот на зверот. Спротивно на Божијата заповед. Духот Господов слезе врз Самсона и тој отиде во Ашкелон, каде што уби 30 мажи, ги соблече од нив алиштата, им ги даде промените на оние што ја беа одгатнале гатанката и се расрди многу, па отиде во куќата на таткото свој. Се налутил што жена му го издала. И толку траеше. Бракот негов со оваа жена толку траеше. Тука завршува таа нивна врска и понатаму продолжува со онаа другана. Со попознатата. Има ли потреба да ги прочитаме сите други подвизи? Мејата сабота го ја споменав од корнатата капија на градот Газа. Поентата на сите овие случувања е дека Самсон го правил сето тоа и можел да го прави само со силата на Светиот Дух. Не со човечка сила. Само со силата на Светиот Дух. И каде најдобро се гледа тоа? Дека само со силата на Светиот Дух. На крајот. Што се случува на крајот? На крајот, последната негова љубов го моли, се разбира, за потребите на филистејската разузнавачка служба. Аман кажи која е тајната на твојата сила. Значи, замислите, цела војска да испрателе филистејци. Па и испрателе. Со магарешка вилица испотепа и илјадници, нивни војници. Замислите, за мене ова восхитувачка работа. Израел немало потреба да има своја војска во времето на Самсон. Доста бил тој еден човек, ама само со Светиот Дух во него. Не треба друга војска. Тоа е оно што најмногу ме восхитува. Не треба војска. Да бевме македонците, да бевме Божи народ и да верувавме на Господа. Немаше да се плашиме од никаква војска, ни северна, косовска, ни западна,
натовска. Ниту да ми дојде некој што не знае од кој пол е, некој хојтли во кабинетот или некој чадор од калето да ми се заканува, ако Светиот Дух е во мене. Ама за жал, сето ова изгледа митологија, затоа што христијанските, конкретно православните народи избраа да го отфрлат Божјето Слово и да ги прифатат така наречените западни вредности. Под наводници. Токму на крајот, иако два пати ја излажал, не ја кажувал тајната, не знаел, значи нешто имало во него што не му давало да ја каже тајната. Сепак на крајот се гледа што било, каде бил изворот на неговата сила, Светиот Дух. Сега, и ова може да се свати суеверно митолошки, деме косата, не е косата. Цело време Библијата кажува Духот Господов, Духот Господов. Косата беше само надворешниот знак на Назирејскиот завет. Тоа беше само надворешниот знак. Кога го нарушил тој знак, односно кога ја открил тајната, па Далила го ишишала, тогаш, што вели извештајот? Што се случило тогаш, кога го ишишала Далила? Ај би сакал да прочитаме, да се подсетиме конкретно. А замислите, кога пред тоа, кога ја лажал, значи, и доаѓале филистинците да го врзат, што се случувало? И тој ги скина јажињата од раците своји како конци. Да нема јажиња да беа синџери, вериги, односно, што ќе беше? Исто ќе беше. Од челик да беа? Исто ќе беше. Од, не знам, адамантиум, како што има во некои митолошки филми. Од не знам каков непознат метал специјален. Исто ќе беа. За Светиот Дух исто ќе беа. Но кога Далила го ишишала, 70 стих од 16 глава ми кажува: и тој и го откри целото свое срце, велејки: Бербер не се допрел до главата моја, прич, вели. Зашто јас сум Назиреј Божи од мејчината си утроба. Ако ме истриже некој, ќе ме напушти силата моја. Јас ќе ослабам и ќе бидам како другите луѓе. Трагично, не? И токму тоа и се случило. Вели, и тој почна да ослабува и силата негова го напушти. И 20 стих, тогаш рече: филистеците доаѓаат против тебе, Самсоне. Тој се разбуди од сонот свој и рече: ќе одам како и порано и ќе се ослободам. Но не знаеше дека Господ отстапил од него. И видите, ова е слично и со Саула. Во еден миг за Саула исто така беше напишано: но Господ отстапи од него. И повеќе не му одговараше ни преку видение, ни преку пророк, ни преку Урим и Тумим, на никаков начин. Страшно нешто, да не дозволиме Господ да отстапи од нас. Иако Самсон се покајал и не завршува толку трагично како Саул, значи него губи вечниот живот, но да, во секој случај не сме ние тука. Не може. Ке можел да биде многу покорисен, многу пославен неговиот извештај без сите овие гревови и слабости.
Но битното во поентата е Господ, неговиот дух, како што рече преку Захарија, не со сила, не со крепост, туку со духот мој. И во искуството на Самсона тоа буквално се гледа, дури и кога е во прашање непријателска материјална сила. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.